Одиме понатаму, следна наша тема за сите наши повозрасни гледачи се занимаваме со она нова пресметка или модел на пресметување на пензиите кој што се очекува и што тој треба да донесе, а во меѓувреме и реакции на партијата на пензионери на одлуката да се намали износот на висината на средствата кои се исплаќаат како посмртнина, односно посмртна помош од Солидарниот фонд. Ајде да видиме што има да ни кажат. Намалувањето на посмртнината што се исплатува од пензискиот солидарен фонд предизвика бура реакции кај пензионерите. Намалувањето од 30 на 25.000 денари е резултат на недоволно средства во солидарниот фонд и ваквата одлука е привремена, велат од Сојузот на пензионери. До пандемијата умираа околу 1200 корисници на пензија просечно месечно, а сега над 1800 корисници на пензија. Со цел да се помогне на примателите и да се намали бројот на времето на чекање, одборот донесе времена одлука да им помогне на семејствата и да им се исплати најголем делот од премнината од 25.000, а 5.000 денари дополнително ќе започна да се исплатуваат со исплатата на јулската пензија. Од партијата на пензионери пак сметаат дека ваквата одлука е донесена исклучиво преку органите на Сојузот. Нашиот став е дека можеше да се најде, постоја неколку варијанти да се најде друго решение, да пензионерите не трпат, а Сојузот дел од своите средства привремено да се откажеше да се исплатат тие средства. И таков е ставот на многу здруженија на пензионери. Затоа не е никој консултиран, нити се здруженија консултирани, нити се пензионери, нити се другите три сојуза консултирани, него неколку луѓе, нити е парасправено на извршен одбор на Сојузот на пензионери. Меѓутоа, во интерес на вистината, управниот одбор на ПИОМ неколку варијанти предлагаше како тоа да се реши. Една од варијантите беше да Сојузот, односно здруженијата на пензионери, кој секој е самостоен правен субјект, да се откажат неколку месеци од дел од чланарината, односно место 30 денара чланарина да бидат неколку месеци 20 денари и од тие пари сега да не ви пресмети, значи тоа би се покрило, и од тие пари да се исплати на пензионерите да не чекат, а тие да се чекаат кога после ќе има акумулација на средства да им се вратат тие пари. Председателката на Сојуз на пензионерите, која е истовремено и член на управен одбор на ПИОМ, не сакала да слушне за таа варијанта. Втора варијанта е предлагано да дигнат кредит, да после пак се ги вратат тие пари. Трета варијанта е од ПИОМ е предлагано да позајмат пари на ПИОМ, затоа што Сојузот на пензионери има доволно пари, да позајмат пари на ПИОМ, па да и после известно време да им се вратат тие пари. Меѓутоа и таа варијанта не била прифатена и една мала група од неколку луѓе одлучиле од таа регистрирана организација да се намалат парите од 30.000 на 25.000. Од одборот во соопштение велат дека при одлучувањето одборот имаше предвид одредбата од членот 116 став 2 од Законот за пензиско инвалидско осигурување, со која е предвидено дека одборот е надлежен да ја утврди висината на задршката за посмртна помош, висината на исплатата на посмртната помош во зависност од акумулираните средства и смртноста на корисниците на пензија. За Солидарниот фонд да се одржи во кондиција, сега месечно од околу 300.000 пензионери се одделуваат по 150, наместо како што беше пред пандемијата по 120 денари.